Добре дојде во студио за амбасадорот Ристо Никовски. Добро едо. Повод за ова интервју е посетата на шефот на грчката дипломатија Венизелос, за кого и веќе изјавивте заедно со господинот Стево Пендаровски, вие видов таа изјава за Радио Слободна Европа, дека сметате дека е чисто протоколарна. Иако господинот Ричард Ховит пак на голема врата, прилично амбициозно и оптимистички, ја најави оваа посета на Венизелос на Македонија. Господинот Венизелос, според него беше важно минатата недела изјави Ховит какви пораки ќе добие од македонскиот државен врв. Кој е вашиот став? Зошто господинот Ховит претходно така ја најави оваа посета? Чинам дека изјавите кои ги даде Ховит и неговото присуство во Скопје пред посетата на Венизелос дефинитивно ја покажуваат неговата улога која игра во Европскиот парламент и сето што се случуваше околу извештајот кој тој го подготвуваше таму не беше случајно. И двојазичноста, и бришењето на придавката македонски и така натака. Така да тој само дефинитивно покаже. Иначе ова посета не е куртоазна. Ова е посета... Придавката не беше избришена. Ова не е посета на грчкиот министер на дворешни работи, него ова е посета на председавачот на Европската Унија, кој во моментот е така Грција. Таа мора да се гледа од тој аспект, иако е исто така факт дека Венизелос, како грчки министер, веќе јавно ја злоупотреби таа своја функција на представник на Европската Унија, која беше во Париз, која зборуваше во Сенатот, тој таму истреска, ако сакате да се извинувам на изразот, тој е многу јак. Не дипломатски израз. Не дипломатски, али мислам дека одговара и соодветен на тоа што го направи он таму. Едно чудо лаги истресе врз Македонија, ја нападна избербати Македонија на еден некултурен начин, така да и овој израз веројатно се вклопува да му парираме на некој начин. Тој таму да ја потсетам рече дека меѓу другото игнорираше дека постоиме како народ и рече дека Грција не е таа што ја блокира Македонија, дека не е проблем името, туку се проблем копенхашките критериуми. Тоа е чиста лага. Зошто е чиста лага? Евидентна лага, затоа што единствен меродавен орган да цени дали Македонија ги исполнила копенхашките критериуми или било кои други критериуми за Европската Унија, тоа е Европската комисија. Не ги читате извештаите на Европската комисија кои говорат за владење на правото, за слобода на медиумите, за судството. Тоа се дел од копенхашките критериуми, господин Никовски. Чекајте. Ако Македонија не ги исполнуваше копенхашките критериуми во целина, не така, ниту една држава до сега не ги исполни 100%, а најмалку сите Грција. Значи, ако Македонија, тој квантум на тие критериуми, потребен за да се даде земно светло, Македонија не ги исполнуваше, немаше да има 5 пати препорака. А 5 пати комисијата даде препорака. Таа е онај орган кој работи суштински, стручно, професионално. Но во исто време бара и реформи на Македонија. Ама тоа не е спорно и ние бараме реформи. Меѓутоа, квантумот е исполнен. Но треба да се испорачаат реформите. Реформите се испорачуваат редовно. Меѓутоа, квантумот дозволете. Ама да завршиме мислата. Квантумот, значи, е исполнет, а Европскиот совет, значи, самитот, ако сакате со други зборови на Европската Унија, решава политички. Значи, таму веќе не доминираат критериумите, него доминира политиката. И таа политиката е зависна од таа меѓусобна солидарност, право на вето и така натака, и тогаш доаѓа до израз она нефункционалност на Унијата. Околу политиката. Потребна е политичка волја. Погледнете ги само Репортери без граници, извештајот последен. Немојте да го гледате, например, извештајот на Европската комисија, доколку него сакате да се критикува, прилично, например, за слобода на медиуми, веќе споменав, освен за нетранспарентност, нефункционалност, партизираност на судството. Сметате дека е во ред 123-то место во извештајот на Репортери без граници да биде по слобода на медиуми Македонија? Дали е тоа функционалност за која говорите? Видите, не е спорно дека ова држава има проблеми. Зошто не ги решава? До судството ги решава. Меѓутоа, не може да ги реши преку ноќ.
А што мислите вие? Дали е ситуацијата во Бугарија поарна од кај нас во судството и во медиумите? Ви тврдам дека не е. Сметате дека треба да се споредуваме да се споредуваме ако сметате дека Бугарија е полоша со полоши земји? Зошто велите? Ама вие давате, извините, давате репортери без граници. Кој тврди дека таму нема некој интерес? Кој тврди дека тоа објективно? Велите дека тие се корумпирани. Да. А зашто не спомнувате други релевантни исто така меѓународни фактори? Здруженијето на новинари на Македонија не е релевантно за вас кога говори. Кој дава список без имиња? Тоа не е релевантно, за мене не е релевантно. Како дава список, дава без имиња на новинарите за членство. Не знам колку тоа денојме читав, јас не го следам тоа професионално и систематично, меѓутоа тие на барање на мисчини агенцијата за електронски, не знам која агенција, да дадат список колку членови има, да се види кој е релевантно здружение. Имате две, така ако не се лажам. Тие дават список со броеви, а без имиња. Се разбере, јас одбивам моето име да биде ставено таму господин Никовски на некаква државна агенција. Диктатурата да не ме згази. Злоупотребата на таа државна агенција би само била тоа што работите со денеска покажува дека таа диктатура ви дозволува да работите. Има медиуми кои форум да го земе, фокус, кој пишува, јас го читам редовно, разбирате. Има текстови од кои се крева утробата, разбирате. Има други портали каде утробата. Меѓутоа, со самото тоа екзистирање има слобода на изразување. Знаете како екзистираат медиумите за кои велите дека треба слободно да екзистираат? Реков ќе разговараме за Венизелос, не за медиумите. Не, се разбира. Венизелос и копенхашките критериуми. Кои се врзани околу влезот во Европската унија. Функционирањето на слободните медиуми подразбира слободен пазар. Вие знаете дека владата одби, например... А мисли дека во Америка има слободен пазар на тој план? Мисли дека нема цензура? Се разбира. Нема цензура, може за Македонија да ви кажам каков е начин, затоа што велите дека ако постои диктатура, ние тука не би работеле. Точно, не би работеле. Начинот на супресија на медиумите токму можете да ја видите преку финансиското работење, например, на владата, преку владините реклами, преку бизнис компании, преку компании и фирми кои одбиваат да дадат реклами во одредени медиуми. Околу тоа беше... А мислите само кај нас е така случајот, не е во цела Европа така, горе-долу, секаде? Која влада поддржува некој што го суплука? Никој не поддржува. Случај беше нотиран во извештајот, например, на State Department-от. Но мене ме интересира друго. Господин Венизелос беше пречекан од 50 демонстранти, Светски македонски конгрес, Дружение на децата бегалци, Македон, и тој беше таму прогласен за персона нон грата. Согласувате ли со ваквото функционирање на добре дојде, прогласување на персона? За добре дојде е тоа друго прашање. Нивно легитимно право е и на Светскиот македонски конгрес и на Македонија, секој друг кој сака да го излази својот револт против Венизелос е легитимно и неспорно. Се согласувате ли? Видите, се тоа дозволете, сето тоа што ни го прави Грција нас последниве 20 години. Иако не го прави тоа само Грција, за неа стојат за жал многу појаки сили, али за нас е некој синонимија бидејќи тие го отворија тоа прашање. Тоа што ни го прави, што не блокира, знаете ли, забравате вие дека 24 месеци или преку беше блокира нашата јужна граница? Знаете кои се штетите кои доживеавме од тоа? Што направивме ние? Ги пуштавме да врват низ Македонија. Значи, поголема толеранција тоа нема. Сега ви реков, пред малку спомнав дека во Париз лаже човекот. Лаже. Треба ли да објавиме војна на Не треба да објавиме војна, меѓутоа треба да го покажеме нашето незадоволство. И за жал таму што викате се 50 на други луѓе. Да нешто слично се направи за Албанија и за албанците. Гарантирам од Тирана ќе има 100.000 души на площадот. Не 100, него 100.000 ќе има, разбирате. Во една Бугарија ќе биде исто така. Така нашата толеранција и тука се гледа и е пренагласена и често пати контрапродуктивна, бидејќи тоа не се цени во светот. Не треба воопшто да се биде толерантен. Дипломатијата не подразбира ли толеранција? Од непријателите за оние кои сметате дека се непријатели да создадете пријатели. Вие сте дипломат од кариера.
долгогодишен амбасадор. Човек ќе ви кажам, човекот не е недобродојден, меѓутоа мора да му се стави до знаење со нивото на третманот, со се, дека тоа што го прави е прво некоректно, не само тој него неговата држава, дека е непринципиелно, незаконско, бидејќи судот во Хаг пресуди многу јасно, разбирате, дека лажеше неодамна, дека начинот на кој се напаѓа Македонија и непризнавањето на македонскиот народ и македонската нација е нешто 19-тиот век. Тоа постојано го Ама говори тоа е државниот врв господине Никовски. Што говори? Ова што сега го споменувате. Каде го говори? Постојано. Се повикува на Хашката присуда. И мислите дека тоа е погрешно? Ви кажам дека тоа го говори државниот врв. Добро. Што сметате дека треба да се прекинат преговорите со името? Ние не преговараме за името. Јас сум против прекинат тие разговори за името, дека преговори нема. Меѓутоа нема преговори за решение. Вие тоа не го нарекувате како преговарање. Видите. Вие зборувате за Нимиц, не така, за неговото медиаторство. Ако ги почитате резолуциите на Обединетите нации со кои тоа беше поставено и воспоставено, нема преговори. Има добра волја, напори, желба да се надмине проблемот, односно да се надмине разликата, подевајте во еднина, околу името на државата. Меѓутоа, после тоа имаше други настани кои сега нема да ги дискутираме и тука се води чисто еден диалог со медиаторство, посредништво. За да дојде до решение. За да дојде до изглед, да се најде решение за разликата. Меѓутоа, после тоа се направи многу грешки од наша страна меѓу другото и затоа сме дојдели денеска во еден цајтнот. Кои се грешките од наша страна? Па грешките од наша страна има бројни, меѓу другото е таа што прифативме да Нимиц ни сервира на маса работи кои се сосема надвор од неговиот мандат и тоа продолжува да го прави и ние се уште го толерираме тоа и тоа е сериозно. Треба го протераме Нимиц. Како онака како што Не, треба да го протераме. Советувавте дека и Рикер треба да се протера или пак Фуере. Јас никош сум советувал Рикер да се протера, тоа го може да направи само една Русија или некоја Кина, никој Македонија никош нема да го направи тоа. Меѓутоа на Рикер и на било кој друг што ќе ни се меша во внатрешните работи, треба да му се покаже макар жолт картон да му се стави до знаење дека тоа што го прави е неприфатливо. И ако сакате нешто друго ќе ви кажам, сегашниот американски амбасадор неодамна со своја изјава де факто и отворено поддржа бојкот на ДУИ на претседателските избори. Го регистрирате ли вие тоа? Не. Не. Тој рече дека ќе импровизирам, тој рече дека одлуката дали ќе се бојкотираат претседателските и другите избори кои што најави ДУИ е одлука на партиите и на гласачите. А тоа е чист ерес за Соединетите американски држави и за сите други така наречени западни демократии. Тамо бојкотирање на избори е нешто незамисливо. Било кој што ќе се обиде тако чекор... Што требаше господинот Волерс да стори, требаше кога го правија, тоа требаше да им забрани на ДУИ воопшто да говорат... Не. Тој требаше, ако настапуваше принципиелно и на линија, дозволете, на американската политика, официјална и постојана и фундаментална, ако сакате, требаше да каже бојкотирање на избори е нешто што не е на дневен ред на демократијата. Дека тоа е ерес, дека тоа нешто неприфатливо. Кога не ви се допаѓа нешто, тогаш велите мешање во внатрешните работи. Кога сакате нешто да биде потенцирано, тогаш дозволувате мешање. А тоа ќе биде такво нешто нема. Зошто не сметате дека таа изјава на амбасадорот Волерс, кој смета дека тоа е право на гласачите на бојкот? Знаете, тоа исто како некој ќе каже јас сум сиромашен и ќе крадам и вие му викате тоа е негово право легитимно. Кражбата, крадењето е криминал. И ова што го кажу оние, да го кажеме, ете пак екстремен збор да употребиме, не дипломација ако сакате, е криминал. Бидејќи вие де факто поддржувате нешто што е незамисливо кај вас. Тоа за вас е принципиелно, правилно, точно, за мене не е прифатливо. Веројатно треба граѓаните да решат дали би требало да ги бојкотираат изборите или не, и тоа било изјавата на амбасадорот Волерс, според вашите зборови. Не го бранете. Не го бранам јас. Го бранете, да. Поведете. Господинот Јован Андоновски, државен секретар на Секретаријатот за евроинтеграции, на Фејсбук напиша вака: името ќе го решиме кога керка ти ќе стане убава. Му се обрати на господинот Венизелос, покажа слика на Венизелос, на неговата сопруга и керката како дипломирала на Джорджтаун. Беше прилично критикуван
господинот Андоновски за ова добре дојде кој му го врачи на Венизелос пред да дојде во Македонија? Тоа не заслужува коментар. Такви работи од Facebook лични не заслужуваат коментар. Но господинот Андоновски е службеник, државен службеник на владата. Тоа може да го коментираат неговите предпоставени. Вие како дипломат сметате ли дека тоа го Немам коментар за такво нешто. Тоа е лично став, приватно на Facebook, јас Facebook не го читам. Не е приватно се додека некој обавува државна служба. Сметате ли зошто господинот Ахмети, лидерот на ДУИ, долго време најавува дека се придвижува процесот околу решение на името? Околу тоа имаше турнеја Брисел, Вашингтон и неколку Париз, например, неколку светски политички центри. Почнува од Америка, не заборавајте. Да, спомена Вашингтон. Да, таму ги доби веројатно инструкциите. Добро. Активностите кои ги направи на тој план лидерот на ДУИ и начините на кои тоа беше спроведено, во целина мислам дека не во интерес на државата, дека тоа беа активности партиски, поставени и реализирани на ниво кое не соодветствува на вкупните државни интереси и проблемите со кои се заочува државата. Партиска активност е да се повикува на решение на името според вас? Не, видите, едно е тоа, меѓутоа не заборавајте дека во тие посети кои веројатно беа организирани не само од земјата, него и пошироко, тој не доби третман на партиски лидер, него имаше третман кој не соодветствуваше на неговата функција, начинот на кој беше пример во Бугарија, например во Грција, не соодветствуваше на неговата функција и сето тоа беше во целина негативно. Не заборавајте дека се смеете, ќе ви кажам дека во неговата делегација, он беше во Брисел, нели така, он имаше разговори со Фуле или Филе, како тоа не е соодветен партнер за разговори. Чекајте, не соодветен партнер за разговори, него во делегацијата на Ахмети беше и подпредседателот на владата и одговорен за европските интеграции. Бесими. Се кажете ми вие објаснете, што впечаток ќе добие Филе кога доаѓа партискиот лидер со подпредседател на владата кој тамо пион, кој тамо не зборува, не го слуша. Тоа е злоупотреба на функцијата која има заменикот председател на владата. Зашто односите со Европската унија се политички и државни, не се партиски. Зошто тогаш молчеше, например, ВМРО ДПМН, господинот министер за надворешни работи Никола Поповски? За тоа нив ќе ги прашате. Јас го давам моето мислење, али еве имате тема да ги прашате нив за тоа. Сметате дека треба да се раскине коалицијата? Не е моја работа, јас не навлегувам во коалицијата, него велам дека овие посети кои беа реализирани, начинот на кои беа реализирани, изјавите кои после тоа следеа беа несоодветни на интерес на државата и со право не коментираа дека што е, дали имаме ние двајца премиери во државата. Заради тоа ве прашувам, треба ли да биде раскината коалицијата ВМРО ДПМН? Тоа не е моја работа, јас со тоа не се мешам, тоа си има политички партнери, политички фактори кои тоа размислуваат и тоа го прават. Вие сте аналитичар, не? Јас сум аналитичар и реков дека тие посети беа штетни. И јас си напишам на таа тема и стојам за тие зборови, еве се ги повторам. Што е штетно ако биде пројавен интерес да дојде до решение на името? Ставовите кои ги дава ДУИ околу тоа прашање се далеку од интересот на државата. Те јавно изјавија дека за нив е Северна Македонија прифатливо решение, тоа е погубно решение за државата. И слични изјави се да не ги цитираме. И ако оди човек кој тие изјави ги дава да разговара со Филе, он не зборува тамо други, повторува тие своји ставови. Ако дошол во Атина ги повторува тие своји ставови, ако дошол во Софија ги повторува тие своји ставови. А тие ставови се штети државата и не одговараат, не се соодветни нашите долгорочни интереси. Се додека молчи премиерот Груевски, значи дека го поддржува ваквиот став господин Никовски. Тоа веќе не смета дека е штетен. Тоа не навлегувам. Јас ви кажувам мојот став за тие посети, а какви се односите во владата, какви се односите во партиите, тоа истражувајте го на друга линија. Јас немам информации за тоа. Ќе бидете ли разочарани ако ВМРО ДПМН сепак го реши името? Напротив, јас сакам да се реши името.
Јас не сметам дека името не треба да се реши. Меѓутоа, решението на името, во дадените околности, не е на мас. Нема грчка политичка личност, партија, влада, која ќе го реши нити сега, нити во следните 5-10 години. Затоа што и да направат, само ќе загубат. Нема таков ненормален политичар што ќе преземе такво нешто. И ние мораме да бидеме свесни за тоа и све што правиме да оградиме таа линија. И сите исчекори кои ги прави Дуи, за жал често пати и опозицијата која покажува нели така спремност да го реши за 6 месеци, имавме такви предизборни кампањи, тоа само штети на рейтингот на државата, го девалвира нашата позиција во спорот и само не ги крати кријата. И премиерот Груевски најавува постојано дека се залага и работи на решение на името. Тоа не е спорно, тоа мора да биде така. Зошто тогаш опозицијата кога вели дека е многу лесно да се реши името и премиерот Груевски вели дека е исто така заинтересиран да се реши името, зашто сметате дека едните се предавници, а другите патриоти? Тоа се ваши изрази. Јас никој не дека е предавник. За никој не е предавник. Рековте дека се штетни. Тоа едно е штетно да работи, друго си предавник, разбирате. Тоа е како да е, не знам, од нешто на земја и нешто на водно. Друго е тоа нешто во Скопје, тоа е огромна разлика. Значи, напорите да се реши проблемот кој ги прави владата, јас се надам искрено го прават тоа, се неспорни и добродојдени и на тоа мора да се работи. А јас претпоставам дека нив им е јасно дека брзо решение, објективно решение кој ќе ги задржи макар сочува минимум од наши интереси стратегиски фундаментални, не е на мас, не е во близина. Па и министрот, да го цитирам, рече, меѓу двете страни стојат планини. А што презема да се тие надминато друго презема Македонија? Тоа треба нив да ги прашате. Тоа треба нив да ги прашате, не мене. Али важно, таа изјава покажува дека сме далеко, значи они го знаат тоа. Сега, дали презема што треба или не презема, ја мислам дека не се презема доволно и дека ние треба да преземеме на поширока кампања, поширока офанзива, за да бараме решение на спорот, што вака стоиме во цајтнот и нашата позиција полека силно девалвира. И сме во камено доба, би рекол господинот Јелко Кацин. Изјавите на Јелко Кацин се срамни. Јас се срамам, еко сум да бев јас словенец. Не се срамите ли во каква земја живеете кога историјата се враќа дури до античко време? Кога спомениците од стотици милиони евра во центарот на Скопје ги гледате, а во исто време гледате како стечајците плачат пред владата заради тоа што... Не ги мешате тие работи. Тоа е политизирање на некој Не треба да ги мешате парите кога велат дека нема пари за стечајците. Чекајте, јаболка и сливи, тоа е политичко прашање, разбирате. И тоа политичко прашање го генерираше некој друг да се разбереме. И ништо е напред да го реши тоа прашање. Така да не ги мешаме баби и жаби. Спомените што викате ова се трошат пари. Секоја одговорна влада мора да прави нешто ќе остане за таа држава. Не треба све да се списка, што ви кажат на времето. Да се списка на живите луѓе, како што се стечајците, например. Видите. Ако некој му дадете риба, ќе го најдете еднош. Ако му дадете да го научи да риболови, ќе го се храни цел живот. Не ги меше тие работи. Тоа е едно прашање кој јас сметам дека стечајците треба да се реши. Но не оваа влада. И поготово дозволете, и кога поготово го решија за дел од стечајците, сметам дека треба и ова прашање да се реши. Меѓутоа, тоа не е моје, нити сум експерт да ти работи да предложам некакво решение. Меѓутоа, тоа што велите вие се трошат пари за споменици едно, друго и трето, Македонија ништо нема инвестирано во својата историја, во својата, да речем, во својот бит. Ништо. Треба ли се инвестира во своите граѓани, според вас? Тоа е основното. Тука е образованието. Стечајците не се ли образованието, дозволите да се инвестира во своите граѓани, стечајците не се инвестиција. Инвестирањето во своите граѓани и образованието. А не да се... И мислам дека се прави на тој план, се прави многу. Тие луѓе немаат од што да живеат, не можат да преживеат, господине Никовски. Некој ми разговараме за Венизелос. Оставите ги стечајците, мислам. Не бегајте во работи со кои сакате да докажете дека нешто не функционира. Венизелос нема врска со стечајците. Венизелос има врска со стечајците, односно со каменото доба или античкото време за кое говореше Кацин. Кацин го слушам на телевизија и се срамев.
Тоа што укажуваше тој, тоа е безобразлук, невиден безобразлук. Јас му се јавив на еден колега кој има врска со Словенија, му реков, напиши нешто во нивните писма. Па таков човек треба да се игнорира, нека и нас него во Словенија. Тој че дека се му истекува. Значи врската, ме прекинавте, се извинам, врската на Венизелос со Кацин, односно со решавањето на името има многу голема врска заради тоа што се проблематизираше токму решението на името со антиквизацијата на Македонија. Тоа не е точно. Тоа не е апсолутно точно. А што мислите вие? Да не го направивме споменикот на Александар Македонски или војнот на кој на плоштадот? Ако не го направивме Филип, ако не го крстевме стадионот Филип Македонски, ако автопатот не го крстевме, Македонија ќе го реши проблемот со името, ќе имаше некој исчекор. Ви тврдам со целата своја морална, материјална одговорност, исто ќе бев уште полош. Исто. А сега да ве прашам јас нешто вас. Како го толкувате тоа што почитуваниот гостин, не ставам наводници, не слета на аеродромот Александар Македонски? Александар Велики, пардон, не Македонски. Од каде? Од било каде. Од требаше да дојде, доаѓа со кола да не слета на аеродромот. Од Приштина? Од Приштина што? Нема аеродром од Скопје. Знаете колку е оддалечена Приштина од Скопје, да кажеш дека сега да кажеш дека поевтино му е, немојте сега. Поедноставно е, господине Никовски, зошто ги Он не проблематизирате? доаѓа затоа што не сака да слета на аеродромот Александар Ако вие Македонски. така го толкувате. Добро, јас ви благодарам што бевте гостин. Беше доволство.